Благодарам, председателке. Имав неколку прашања, но од исказите на заменик директорот добив потреба за уште неколку други. Особено имајќи предвид дека си заслушавме се и се што во текот на расправата на анкетната комисија, од тоа како бил системот разградуван, како законите не биле почитувани, како немало процедури, протоколи, како бордови колегиуми или биле игнорирани, или отстранети, или расформирани, како некој самиот си правил што сакал. И од тој аспект, мислам дека и во самото уводно излагање на заменик директорот рече дека сака, има намера да целосно се расчисти овој случај на онкологија и за слични или исти проблеми кои што се јавуваат во целиот здравствен систем. Какви индици имате останати слични или исти во останатиот здравствен систем и што се преземале, тоа е првото. Понатаму, дали имате сознанија од тековното ваше работење за пропусти или проблеми, од тековното работење на Малбет, што ви представувало пречка при извршувањето на надлежностите на Малбет? Ние, ова сме анкетна комисија која што треба да утврди политичката одговорност, ви имате и сериозен политички ангажман исто така, но имате и сериозни надлежности, офатени во членот 5, неколку пати беше веќе офатен од регистар, преку база, преку инспекцијски надзори, па се до спроведување на постапки за јавни набавки на лекови кои не се наоѓаат на листата на лекови, кои паѓаат на товарот на фондот, а по барање на Министерството. Но исто така издавате и одобренија за увоз. Значи, најконкретно што можам, ајде да имате прилика и повторно да спомнете Пановски. Дали имате информации за одобрени лекови од биолошка терапија и нивни количини кои по датуми влегле во конкретни веледрогерии и како истите се дистрибуирани кон укров, во кои интервали и количини? Вие укажавте исто така дека не сте должни да побарате некои информации во однос на тоа, но исто така беше укажано дека имало кривична пријава за слични појави во 2012, каде таму конкретно за цените, 2018, каде што се вршат проневери со количините, значи имало активни случувања во текот, иако не се должни, доволно било укажување, бидејќи сте од 2017 до 2019 директор. Дали не било тоа мотив да си прашате? Да не верувам дека некоја веледрогерија ќе се дрзнеше да не ви одговори на такво конкретно прашање. Така да следствено веледрогерија, колкава количина на кој медикамент била испорачана по датуми. Бидејќи вие не ни доставивте документација, но ни доставија некои други институции, вклучително и тендерските документации и договорите. Да се обидам вака најкоректно да го формулирам. Дали постои можност веледрогерија која има застапништво или одобрение за дистрибуција на определен лек или медикамент од производителот, да ја биде одземена дозволата за увоз или на некој на друг начин да биде елиминирана од учество на распишан тендер. Ако нешто ви значи, можеме повторно да приод 2018 година да укажеме. И во контекст на ова истото, дали е направен соодветен надзор со финансиски инспектор по однос на утврдените цени. За почеток толку.